Добар ден. Денеска подгответе се за неколку посластици кои ни доаѓаат од луксузните и премиум марки, а тие се вистински мелем за сетилата. Во Европската Унија се подготвуваат нови маневри. Интересна новост е што за возачката Б категорија ќе важи за електрични возила до 4250 килограми тежина. Исто така, заради забрзување на електрификацијата се подготвува регулатива за парична помош за набавка и финансирање на електрични возила за послабо ситуираните семејства. Денеска ви ги пренесуваме нашите импресии од возењето на Opel Grandland со засилениот благ хибрид со 145 коњски сили. Европа има нова формула како да ја забрза електрификацијата. На послабо ситуираните семејства, посебно оние кои живеат во рурални средини, ќе им биде понудена финансиска помош за набавка на електричен автомобил на лизинг. Очекувањата се дека оваа програма, која веќе е активна во Франција, а ќе биде проширена и во други земји, до 2032 година ќе опфати околу 3 милиони домакинства. Планот е заедно со субвенциите во цената месечната рата за лизинг да изнесува меѓу 130 и 215 евра, што навистина е прифатливо. Идејата за лансирање ваков проект произлезе од анализите кои кажуваат дека електричните автомобили сега се прескапи дури и за домакинствата со средни приходи, така што субвенциите за нив главно одат кај оние кои имаат доволно пари да платат полна сума. Средствата за оваа намена се проценети на 16 милиарди евра. Јапонија е голем извозник на автомобили во светот, но не ни можете да претпоставите кој е најголем увозник на возила во земјата. Верувале или не, во моментов тоа не се Мерцедес или БМВ кои се на второто и третото место, туку домашниот Сузуки, исклучиво благодарение на огромниот интерес за петвратната верзија на Джимни која се произведува во Индија. Оттаму се увезува и субкомпактниот кросовер Фронкс, за кој марката смета дека ќе биде исклучително важен глобален модел и планира да го продава во 70 на земји ширум светот. Вкупно за првите 4 месеци во земјата се увезени 35.269 возила од јапонските марки. Покрај Сузуки, голем увозник од домашните марки е и Honda, најмногу заради популарноста на кросоверот WRV, кој исто така се произведува во Индија, каде се продава под ознаката Elevate. Toyota Aygo X е првиот автомобил во најмалиот сегмент во Европа кој нуди само полнички хибрид. Отфрлен е стариот 1-литарски 3-цилиндарски бензински мотор и на негово место ставен е 1,5-литарски бензинец впарен со електричен мотор кој произведуваат 116 коњски сили. Уште поважно, емисиите на CO2 се намалени на 86 грама по километар, што е најниска вредност меѓу автомобилите кои не се со приклучен хибриден систем. Вградувањето на новиот мотор беше овозможено благодарение на растегнувањето на предниот дел за 76 мм, зголемувајќи ја вкупната должина на 3776 мм на старото меѓуоскивно расстојание. Визуелно, Aygo X се издвојува од својот претходник благодарение на неговото поостро лице. На крај, но не и најмалку важно, Aygo X станува најновиот модел што ја добива значката GR Sport.
Сепак оваа верзија не носи дополнителна моќност во однос на стандардниот хибрид, но има посебно подесени амортизери и спирални пружини, заедно со поостра реакција на електричниот сервоволан, што резултира со повозбудливо искуство при возењето. Лансирањето на европскиот пазар на фейслифтираната iGo X е закажано кон крајот на годинава. Како што вети зимава, кога најави, Гили го донесе плагин хибридниот Lincoln Co 08 во Европа. Но, иако со испораките ќе стартува веќе наредниот месец, деталните спецификации повторно останаа тајна. Официјално се знае дека ќе има електрична автономија од дури 200 километри, заради што се очекува да биде вистински хит меѓу купувачите. Створен да направи храбар исчекор во светот на електрифицираната мобилност, ќе нуди и максимум удобност и безбедност. Опремен е со 20 напредни системи за помош на возачот, а полнењето на батериите, кое може да се врши со моќност до 85 киловати, ќе трае нешто повеќе од половина час. Интериерот го облагородуваат пливачкиот централен екран од 15,4 инчи и Harman Kardon аудио систем со 23 звучници, а панорамскиот покрив и интелигентното гласовно управување го дополнуваат премиум чувството во возењето. Овој кросовер долг 4,8 метри во Кина се нуди во верзии со 1 или 2 електромотора, кои заедно со 1,5 литарскиот бензински агрегат испорачуваат вкупно 593 конски сили. Представен е 2023-та, а лани од него се испорачани околу 80.000 примероци. Цените во Европа стартуваат од 53.000 евра. Иако поранешните собственици на Алпина, семејството Бофензипен, се занимава со висококвалитетни вина, ним бензинот им тече во вените. Затоа и не е изненадување што на бреговите на езерото Комо под нивното име се појави интересен автомобил. За неговото креирање е заслужна италијанската куќа Zagato за механиката, кој друг ако не BMW. Како основа послужи кабриолетот од серијата 4, но од неговите линии не остана ништо. Скоро сите панели на каросеријата се нови, но дел од компонентите, како што се светлата, се зачувани. Исто и внатрешноста која остана стандардна. Чепнаа малку во механиката, засилувајќи го 3-литарскиот турбомотор на 611 конски сили, со кои постигнува преку 300 км на час и до 100 забрзува за 3,3 секунди. Планирано е да се произведува во сегашните погони на Алпина, кои после превземањето на брендот од страна на BMW остануваат во семејната собственост. Цената и количините ќе бидат објавени пред крајот на годинава. Новата мобилност бара и нова законска регулатива. Развојот на технологиите е доста брз и затоа е неопходно надлежните државни структури благовремено да ги воочат промените во транспортот и да реагираат донесувајќи прописи кои ќе овозможат напредок и осигуруваат безбедност. Во Европа е така и затоа со измените на законите таму ќе им се овозможи на возачите со дозвола од Б категорија да управуваат електрични доставни возила со тежина до 4250 килограми. Ова е неопходно бидејќи заради тежината на батериите тие по правило ги надминуваат сега дозволените 3500 килограми и за нив треба возачка дозвола од С категорија. Забележувајќи дека тоа представува товар за компаниите кои имаат проблеми да најдат возачи, со што се забавува електрификацијата на транспортот, службите на Европската Унија реагираат со наведената иницијатива. Да се надеваме дека и нашите законодавци ќе го увидат ова.
15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Една година откако го представи А290, Алпине повторно ги вознемири духовите со првиот кросовер во својата историја. За да остане верен на спортското педигре што го негува повеќе од 7 децении, марката се подруди да направи нешто што ќе се издвојува од толпата и веднаш да ги нападне најдобрите. Тоа ќе го прави со перформансите и изгледот. За Alpine A390 може слободно да се каже дека изгледот е еден од неговите адути. Во голема мерка остана верен на концептот A390 бета прикажан лани на сајмот во Париз, задржувајќи ја својата ниска аеродинамична силуета и остра каросерија. Ке бидат достапни две нивоа на опременост – GT и GTS, секоја од нив издвоена со уникатни тркала и значки. Надворешните акценти вклучуваат драматично навалена линија на покривот, фрагментирани триаголни акценти на предниот браник и LED светлосни ленти во целосна ширина напред и назад. Во интериерот се забележува тесната поврзаност со онаа на Renault Megane E-Tech со 12,3 инчен екран за инструмент таблата и 12-инчен централен екран на допир. Меѓу впечатливите карактеристики се седиштата Sabelt од кожа напа, што се наоѓаат во водечката GTS опрема и аудио системот Daviale со 13 звучници силен 850 вати. A390 е поставен на платформата AMPR Medium, која ја користат Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech и Nissan Ariya. Сепак спортската марка на Renault не се подпре на препишување, туку го искористи своето знаење да ги надгради перформансите и возните карактеристики. Подвозјето е подесено со специфичен хардвер и софтвер прилагоден да се извлече поголем динамичен потенцијал. Вградените 3 мотори, еден на предната оска и 2 позади, не овозможуваат само погон на сите тркала. Тие работат заедно со системот за активно насочување на вртежниот момент, што го прави A390 да биде многу поагилен отколку што сугерира неговата големина. Затоа двете верзии GT и GTS изобилуваат со сила.
Послабата нуди 396, додека GTS има 463 конски сили. Помокната верзија забрзува од 0 до 100 км на час за 3,9 секунди и достигнува максимална брзина од 220 км на час. И двете верзии користат литиум-ионска батерија од 89 киловат-часа, доволна за 520 до 555 км според WLTP и поддржуваат брзо полнење до 190 киловати. Alpine A390 на пазарот ќе се лансира во последниот квартал на годинава. Бентли одлучи да го освежи гломасното спортско корисно возило Bentayga и да го направи најбрзо досега. Суфиксот speed секогаш асоцирал на брзина, а со право го носи затоа што достига максимални 320 км на час. Подобрените перформанси се должат на низата технички интервенции и новиот V8 битурбо мотор со 641 конска сила. Bentayga Speed доби механичко ажурирање. Најважната новост е што сега има помоќен мотор, иако со 4 цилиндри помалку. Пензионираниот W12 му отстапи место на 4-литрениот битурбо V8 кој сега испорачува 641 конска сила и 850 Нм. Помалку е неразбирливо зошто не е имплементиран погонот со приклучен хибрид, кого веќе го користат некои модели на куќата кои имаат 140 конски сили повеќе. Но затоа Bentayga Speed не го изневерува заветот кон перформансите и побрзе од својот претходник. Сега забрзува од 0 до 100 за 3,6 секунди, скратувајќи 30 од претходното време. Максималната брзина достига импресивни 310 км на час. Инженерите на Бентли го преработија подвозјето, нарекувајќи го најдинамичната поставеност градена во Bentayga. Тоа тврдење се фокусира на новиот спорт режим, кој обезбедува поостар одговор на управувањето и 15% подсврсто амортизирање. Бентли нуди издувен систем титаниум акрапович со 4 издувни цевки и ветува малку повеќе театар и визуелен и звучен. И покрај важните промени под површината, надворешноста на ажурираната Bentayga изгледа речиси идентично со моделот што постои од 2021 година. Подеталниот подглед открива благи промени, како што се новите тркала, кои се достапни во верзии од 22 и 23 инчи, темно затемнетите фарови, прозирни задни светла и нови ADAS сензори на предниот браник. Бентли секогаш имал зашеметувачки интериер, па малку непристојно би било да се прашува што е сменето внатре. Bentayga Speed веќе се продава во родната Британија почнувајќи од 260.000 евра. Секако таа цена може брзо да се искачи со додавање на опции, а да не ги коментираме услугите на Мулинер дивизијата. Баварците на конкурсот Del Eleganza Villa di Este прикажаа уште еден зашеметувачки концепт, кога лани на истото место BMW го представи Skytop, автомобилската јавност беше воодушевена од храброста на интерпретацијата на тема кабриолет. Сега синобелиот пропелер повторно предизвика овации, овој пат за ексклузивната интерпретација на Туринг со 2 седишта и 3 врати. Скулптурата на тркала ќе биде произведена во само 70 примероци по непозната цена. Конкурсот di Eleganza Villa di Este е место каде покрај историските возила господарат и ретките изведби. Speed Top е изграден врз основа на BMW серија 8, успешно го реализира креативниот предизвик и извајана е сосема нова каросерија со цел да испорачаат она што дизајнерите го нарекуваат shooting brake.
Speedtop е двосет караван и има поларизирачки изглед. Тоа го прават тесните лед фарови и светкавата решетка со бубрези. На задната страна, ниско поставените ултратенки LED диоди и преголемите овални издувни цевки се исто така маркантни. Линијата на покривот сега се прелева во огромно панорамско стакло и ваја на задна врата, завршувајќи со суптилен спойлер на покривот. Еден особено остар детаљ е подигнатиот централен рбет што се протега по должината на покривот, ехо на централниот отвор на хаубата, давајќи и на целата силуета одредена симетрија и намена. Внатрешноста е исполнета со луксузни материјали, грижливо обработени со германско внимание кон деталите, кои формираат музејска атмосфера. Комплетната инструмент табла е превземена од серијата 8, вклучувајќи го и стариот дигитален кокпит со два одделени екрани, кристалната рачка на менувачот и сите прекинувачи. Speedtop ќе го задвижува 4,4 литарскиот Twin Turbo V8 од M8 Competition. Најверојатно стандардните 617 конски сили ќе бидат дополнително зголемени, а ќе ги пренесува 8-степен автоматски менувач на сите тркала. Перформансите и запрепастувачките погледи на сите што ќе го видат Speedtop на улица ќе ги почувствуваат само 70 сопственици кои финансиски орбитираат во стратосферата. И покрај декларативните заложби за електрификација, американците немаат намера да се откажат од големите V8 машини. General Motors потврди дека подготвува нивна шеста генерација. За таа цел, компанијата ќе инвестира точно $888 милиони во фабриката во Бафало, каде и сега се произведуваат ваквите агрегати. Оваа сума е најголема поединечна што компанијата ја вложува во некој свој погон за моторна техника. Причината е што фабриката, која ќе се реновира со целосно нова машинерија, е во функција од 1937 година. За спецификациите на новата генерација големи бензинци малку се знае. Се што кажуваат од производителот е општо, дека ќе имаат повеќе сила, ќе трошат помалку гориво и ќе бидат поеколошки. Сегашните V8 агрегати на General Motors имаат зафатнина помеѓу 5,3 и 6,6 литри и располагаат со максимални од 355 до дури 1064 конски сили кај Corvette ZR1, но легендарниот спортски модел не се споменува како кандидат за новите мотори, чие производство ќе започне во 2027-та. Тие според соопштението на General Motors ќе бидат наменети за големите теренци и пикапи како што се Chevrolet Silverado и Suburban или GMC Sierra и Yukon. Можно е да го добие и Cadillac Escalade, бидејќи компанијата се откажа од своите планови до крајот на деценијата да има целосно електрична гама. И доаѓаме до денешниот тест. Како што најавив, го имаме Opel Grandland. Ова е втора генерација на Grandland, но за разлика од претходната е многу поголема. Не е ни чудо, бидејќи ја дели основата со неговите браќа од групацијата Stellantis, пред се со Peugeot 3008. Но за да се разликува од останатите, Opel се потруди да го задржи својот традиционален изглед. Велам традиционален затоа што овој изглед е веќе аплициран кај сите модели. Визор изгледот е монолитен и едноставен, но остава силен впечаток. Контурата е голема и веќе најавува дека во внатрешноста има многу простор. Opel ги задржува едноставните форми и на задниот дел, но уфрла емотивни цитати, како што е
светлосниот испис на компанијата кој се претопува со задните светла. Веќе претпоставувате дека багажниот простор има доста место за одлагање и на поголеми работи, но во овој модел нема изведба со 7 седишта. Впрочем, и тие се толку непотребни, но многу производители потенцираат на своите компакти дека може да понесат 7 патници. Ќе повторам, тоа е толку и непотребно. Во внатрешност атмосферата е убава. На задната клупа изобилува со простор во сите смерови, а се чувствува посебна удобност кога седите. Материјалите со кои се пресвлечени седиштата не се за фалење, но не се ни за критика. Она што се забележува во интериерот на задниот дел, тоа е дека е извонредно просторен и удобен и патувањата со Грандленд би биле вистинско задоволство. Удобна атмосфера и просторна кабина. Тоа може да го почувствуваат патниците на задната клупа, а возачката позиција ја продолжува онаа испишаност која е типична за Opel. Работното место на возачот е токму онакво какво што треба да биде. Можеби ќе ве збуни поставеноста на двата екрани. Едниот е задолжен за инструментите, додека другиот е задолжен за инфозабавниот систем. Оној за инструментите бележи 10 инчи, додека овој другиот за забава бележи 16 инчи. Тие се поставени хоризонтално. Она што дава посебна убавина на интериерот е скулптуралноста на сите форми. Дури и оние места за одложување на телефон се добро скриени. За да се задржи монолитноста на кокпитот, дизајнерите на внатрешноста ги префрлија страничните дифузори за воздух во вратите. Тоа е многу интересен детал и кој дава малку поинакво чувство за самата внатрешност. Тоа навистина многу ми се допаѓа. Во градски услови на возење Грандленд се однесува многу култивирано. Неговиот хибриден погон, односно благиот хибрид, многу добро е калибриран и одлично функционира во град. На мали брзини можете и да едрите на струја, но секако дека примарното движење го обезбедува трицилиндерскиот 1,2 литрен турбобензинец. Системската моќност од 145 коњски сили сега дава малку поголема агилност. Со оваа моторизација не може да очекувате експлозивни возни својства, но Грандленд покажува дека и со овој мал мотор може да заврши добра работа, особено за семејни потреби. Просечната потрошувачка од 8,3 литри не е за фалење, но не е ниту за напаѓање. Иако го дели подвозјето со своите француски братучеди, Грандленд ја задржа својата препознатливост, онаа типична за Opel. Подпирањето е нешто покруто, но далеку од тоа дека е неудобно. Просто изненадува како е однесувањето на Грандленд во свиоци, бидејќи тој останува доследен на командите кои му ги давате. Нетипично за спортско корисно возило кое е 16 на сантиметри дигнато од тлото е добро и цврсто да се држи на зададените линии. Секоја чест за ова што го направи Opel во Грандленд.
На отворен пат Грандленд ја покажува својата големина. Тој многу добро лежи на патот, но и има одлична звучна изолација. Заедно со одличната ергономија која пружа во внатрешноста, покажува дека ова е навистина зрел автомобил. Тој е зголемен во однос на претходната генерација, но ја задржа својата агилност и своето зрело однесување на патот. 38.500 евра чини Грандленд во ова високо ниво на опременост наречено GS, кое порано беше резервирано во Opel за спортските модели. Можеби за спортските перформанси уште треба да се дискутира, но тоа е данокот кој го плаќаат сите членови на групацијата Stellantis. Да бидам искрен, пред возењето имав предрасуда поради 1,2 литрениот 3-цилиндричен мотор. Јас лично сметам дека тие мотори не се баш најадекватни за големи габарити, посебно како што се спортско корисните возила. Сепак, морам да бидам објективен. Овој мотор многу добро се однесува во оваа констелација. Добро работи со 6-степениот автоматски менувач и многу е добро искалибриран благиот хибрид. Тој добива некои си 24 конски сили екстра и му помага на моторот со леснотија да ја движи каросеријата. Високото ниво на звучна изолација, добро стопменото потпирање и добрата калибрација на благиот хибрид го прават Opel Grandland да вреди за вложените пари. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам.